Целта е ублажување на последиците од климатските промени, но и подготовка на земјоделците за полесно справување со негативните влијанија кои допрва ќе бидат изразени. Според предвидената динамика, најпрво овој месец странски експерти ќе скенираат состојбата и ќе ги дефинираат приоритетите како основа за натамошна имплементација на предвидените активности. Во насока на успешно справување со климатските промени, експертите сугерираат примена на лесно апликативни, не многу скапи и економски оправдани адаптивни мерки. Како што нагласуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, повикувајќи се на најновите анализи, просечната температура во Македонија до 2050 година се очекува да се зголеми за 3 степени Целзиусови, а врнежите да се намалат за 8% и да бидат обилни во одредени периоди, но неравномерни. Истражувањата предвидуваат и на економски загуби кај стратегиските земјоделски култури, како и на намалување на приносите до 50%. Се смета дека најранлив регион ќе биде повардарието, а најранлива култура грозјето. Регионот на Струмица, Гевгелија, Јужновардарската долина, Кумановската долина и Овчеполието се рангираат како високо ранливи категории, каде најнегативни последици се очекуваат кај доматот и пченицата. Меѓу најголемите ризици од климатските промени во наредните 2 до 3 децении е појавата на нови болести и штетници во растителното и сточарското производство. Активностите на Македонија во делот на климатските промени ќе бидат фокусирани главно за наводнувањето, за кое последните 10 години до 2025 треба да се вложат 200 милиони буџетски средства. Ќе се рехабилитираат постоечките системи и ќе се градат нови, модерни, капка по капка и со распрскувачи, кои ќе заштедат доволно количини на вода.